Добар ден за сите оние кои што ќе биде дел од ова денешно издание на Црвена линија. А самиот почеток на Црвена линија ќе го посветиме на веста која што беше објавена на сајтот telmak.mk во 16 часот и 13 минути. Голем пожар се случи во Скопскиот парк. Гореа бараките на судот за прекршоци. Интервенираа 4 пожарникарни возила и повеќе пожарникари. Она што е последно дека пожарот е локализиран, а секако се уште има чат. Она што секако на самиот почеток ќе ве потсетиме, доколку се вклучите во Црвена линија, ако некој има и некоја плюс информација врзана за пожарот, секако ќе можете да ја споделите. Како и секогаш ова издание на Црвена линија го стартуваме со она што не смеете да го пропуштите вечерва. А тоа е, ќе успее ли да ја стопи разликата од првиот круг, каде во предност е Арсовска? Колку пати оставил во градската каса и има ли буџет за новите проекти? Дали ги реализирал предходно ветените? Гледајте го интервјуто со кандидатот за градоначалник на град Скопје, Петре Шилегов, во топ тема локални избори 2021 со Снежана Лупевска-Созен, вечерва во 19 часот и 15 минути. Токму така, само ќе кажам дека ние сме во постојана комуникација со уредникот на Телма телевизија, Миомир Серафинови, и ако има ново, веднаш ќе информираме. Секако вие може нашата страна на Телма телевизија со новите новости, се што има, може да одма да видите. Како што гледате, имаме поставено за големиот пожар во Скопскиот парк, горат бараките на судот за прекршоци. Тоа е поставено во 4:13 часот. Имаме и друга. Секако вие може целосно да отворите на овој сајт и сами се видите. А у нас за што ќе дискутираме во денешно издание на Црвена линија е главната тема. На Македонија се повеќе и недостасува стручен кадар во здравството. Како да ги задржиме? Ве очекуваме да ни се јавите во Црвена линија, а секако еве Тео ќе ве потсети што не смеете да пропуштите во текот на ова издание. Токму така, колегата Догов од информативна редакција има интересни податоци, а да заедно ги чуеме, да име што се до тоа. Уште 2 месеци остануваат од календарската година, а сандачето на лекарската комора веќе е полно со 155 барања за потврди за странство. Комората има надлежност да им издаде потврда на докторите дека се нејзини членови и дека против нив не се води постапка пред судот на честа. Токму тие потврди се неопходни за докторите за едукација во странство, стручен или студиски престој, обука и доусовршување, меѓународни проекти, но и заминување, да работат надвор од Македонија. Лани во почетокот на пандемијата до лекарската комора пристигнале најмалку барања за потврди за странство, 122. Рекордот во последните 4 години засега е достигнат во 2018 година, кога 190 барања биле поднесени, 6 повеќе од 2019-та. Во ова денешно издание на Црвена линија ќе говориме токму за проблемите во здравството, за кои што извештај имаше и Европската комисија, односно за зголемениот одлив на лекари во странство и дефицитот на специјализанти, односно на се оно што му е неопходно на едно здравство да функционира. Меѓу другото, ќе говориме заедно во Црвена линија, заедно со Тео. Наш гостин ќе биде и Миралем Њукик, кој воедно е специјализант по радиологија, а и член на Сдруженијето на млади лекари и специјализанти. Токму така, јас сум тука вас да ја потсетам за како може да ни се вклучите во нашата емисија на Црвена линија. Секако може на олдскул начин на телефонски број ни звоните на 0230766777. Ќе ве слушнеме ваши размислувања, што ве мачи, тука сме си. Исто така и на нашите социјални мрежи може да не добиете на Facebook на Црвена линија, во Месенџер да ни пратите ваши размислувања околу темата, на Instagram и на Twitter Црвена линија да ни пратите ако сакате секако. Ваш никнем за Skype, Zoom, за да ве добиеме на видео повик, па и да се здружиме, се видиме лице со лице, не вие само преку телефон. И секако си знаете правило, не дека ние сме лоши. Имаме 120 секунди за секој што ќе се јави, на 10 секунди, на 30 ќе ве упомениме, да не биде после зашто ми исклучите, но тоа е тоа. Веќе ни јавија дека го имаме и првиот гледач, драго ни е и добар ден во Црвена линија за кого? Здрав. Слушателка ваша, сакам да се задржам на делот од
Вашата тема посветена на тоа како да ги задржиме стручните лица во Македонија. Јас имам од своје мислење дека не секогаш заради материјални придобивки одат докторите па и другите професии во странство. Мислам дека многу големо влијание на тоа има и општата клима, да речам, во општеството. Не знам кој збор да го употребам, дали негативна енергија или недобри услови за општо живење. Мислам дека општата клима исто влијае на луѓето и ги на некој начин не разочарува. Сега во делот, значи тука треба да се покрижат властите за тоа, нели, да има подобри услови за сите, зашто не е работата да тебе ти е добро и да ти добро живееш, ако околу тебе гледаш многу проблеми. Е доволно да се погледне една емисија, да речеме Срце на дланка или така, и човек да свати дека на вистина на многу луѓе во оваа држава не им е добро. Може би и во други држави е така, не знам, меѓутоа кај нас властите и централни и локални треба за општото добро да се погрижат на граѓаните, затоа што и за тоа се избрани, платени. Тие функционираат благодарение на даноците, односно парите што граѓаните ги двојат. Сега, околу ова како да ги задржиме стручните кадри, само овој сегмент би го издвоила. Ако државата финансира, значи, во такви луѓе да студираат со мала партиципација или бесплатно, па и да специализираат и сето тоа. Некако ми е нелогично да тие луѓе, почитувајќи ја нивната желба секако да одат секаде во светот, да се доусовршуваат и да работат, нелогично ми е да туку така си отидат од земјава, па дава земјата пари за нив. Значи, или државата кој што ги прима, односно организацијата кој што одат болницата или не знам што, треба да исплати некој одштетување или пак самата таа индивидуа. Значи, туку така, само собере ги сите придобивки од земјава, какви и да се, тоа е сепак диплома, стекнато професионално искуство. Измина 120 секунди. Така да ќе мора да ве прекинеме. Благодарам што ни се јавивте и бевте прва и дел од Црвена линија. Еве, Црвена линија, како и секогаш на самиот почеток, предлага. Ако не дај Боже, овие денови, вашиот матичен лекар и неговиот заменик отидат да работат, еве не подалеку, да речеме во Грција, што убаво. Кога ќе одите на матичен, ќе може им на шопинг, им на преглед, или ако е летно време, може некој викенд да споите. Па на краците... Па ако си фатите ковид, успут додека сте у Кршка, кај е крајот? Ќе ви лечат на нивни трошок. А сега е време и за нашиот гостин, бидете подготвени и следете не. Така е. На големо задоволство во ова денешно издание на Црвена линија го имаме Миралем Јукик, кој што воедно е специјализант по радиологија и меѓу другото член на Сдруженијето на млади лекари и специјализанти. Добар ден. Здраво. Добар ден. Миралем, како се чувствувате прво да ве прашаме, бидејќи знаеме дека работата на здравствените работници е обемна. Имавте ли лесен ден? Денеска за среќа бев на предавање, така да бев порастеретен во врските фалови. Така, првото прашање до вас би било следно. Државата според вас колку и како инвестира во младиот кадар? Вложува ли во школувањето на новите генерации на лекари и особено во нивната специјализација? Задниве години има огромна инвестиција во специјализацијата на младите доктори, затоа што имавме еден гап од 10-12 години кога воопшто немаше специјализациите, манифестираше со недостаток на специјализанти. Така да, од аспект на инвестирање, има инвестирање, меѓутоа сега може да кажам дека премногу специјализанти одеднаш се создадат. Така, еве, според вас, зошто има дефицит на специјализанти? Еве, да се надополнам на ова прашање. Знаете како, можеби највеќе се чувствува дефицитот на специјалисти, затоа што специјализантите кои што е всушност транзиторни период од доктор да биде специјалист. Така да, специјалистите се тие што недостаток
присуствува најмногу, а тоа е поради најмногу не се плански пуштани специализации, обуки специјалисти и огромна емиграција на лекари кои што имаат отидено во приватно здравство и во европските земји. Така. Миреле, моје повеќе прашање на моје многу блиско другарче што иден доктор ни е. Он прашува дали на дипломираните лекари им се лесно достапни специализациите? Знаете како? Во Македонија се уште постојат два вида на специализации, тоа се приватни и државни. Приватните специализации се релативно подостапни затоа што се плаќате од свој џеб и имате одреден хонорар кој што изнесува некаде, не ме фаќате за збор, некаде околу 450 евра. Меѓутоа со тој хонорар сте обврзани сами да си го платите здравственото осигурување, значи немате пензиско, немате социјално, немате минат стаж. Така да таа релативно поедноставно се добива. Меѓутоа, за да добиете државна специализација, прво треба да се вработите во државна установа, па потоа на интерен конкурс да добиете специализација. Тука веќе проблемот е... Еден збор разговорен ќе употребам, Мирелем, врските. Дали се уште се неопходни да се има многу врски за да може да се влезе? Еве, овој пат да се изоди. Тоа е малку специфично прашање, значи неофицијално врските се уште постојат. Кај мене на специализација има еден колега кој што заврши со просек 9,8, аплицираше да се вработи во секундарна здравствена установа. Значи не збориме за клиника, не збориме за болница, збориме за поликлиника обично. Каде што не доби. Меѓутоа се уште начинот на избирање на кандидатите, иако е неправеден, е законски. Така да тука ние го имаме проблемот во начинот на кој што се поставени критериумите. Значи не се само оценките, туку реално директорите имаат право на база на законски предвиден критериум, кој што пак ќе кажам, не велам дека тој законски критериум е соодветен, меѓутоа имаат право да одберат и послаби кандидати да вработат. Тука е моментот каде може да се искористи врската. А колку ваши колеги имаат заминато во странство и каде заминуваат најчесто? Најчесто заминуваат во Германија, затоа што во Германија клучната работа што ви е потребна е јазикот. Потоа туку сигурно треба да се положи нивниот државен испит и потоа ги уживате сите права како и германските доктори. Меѓутоа имаме и доста колеги кои што одат во Словенија и во другите европски земји, меѓутоа се уште Германија е најатрактивната дестинација. Така. И сега малце свртиме кон едно многу познато прашање. Што е тоа што ги тера заминуваат? Мали плати, несоодветни услови, нешто друго? Така, ќе ви го објаснам ова од самиот момент на студирање. Значи, прво, начинот на студирање е премногу теоретски, за жал и голема доза на непочитување према студентите. Така да со самото тоа што начинот на студирање е лош, ги обесхрабрува во голема мера студентите. Кога од студент ќе преминете во специјализант, значи најчесто истата работа продолжува, значи нема практична работа, нема внимание, не е осмислена едукацијата да вие после специјализацијата бидете квалитетен доктор, буквално кај нас специјализацијата е борба за знаење, што например на нашите колеги од Европа им е чудно затоа што кај нив се е наместено да биде во прилог на специјализантите. Кај нас не, кај нас буквално е борба и оставено е на добрата волја на менторите и едукаторите колку сака да се ангажираат. Мирелем, а зошто сте вие се уште тука? Ради семејството, немам никаква друга мотивација, освен семејните релации и пријателите што ми се тука. Иначе условите за работа дефинитивно не се стимул. Така, работите во брза помош. Сега многу помалку, бидејќи сте повеќе посветен на вашата специјализација по радиологија, од време на време им помагате во смена, па и ве се пронаоѓате ли во брзата помош и во таа работа?
Знаете како, работата на доктор и општо на целиот тим таму е премногу одговорна и многу брзо запаѓаме во бърнаут, така да можам да кажам дека сум имал неколку периоди каде што сум паднал во бърнаут и искрено после 6-7 години работа веќе немам желба да работам многу во брза помош, затоа што сум искрено преморен. Ковидот беше... Благодарам што одвоивте време да бидете дел од Црвена линија. Ви посакувам многу успехи, да ви се исполнат сите соништи во однос на тоа да станете специјалист по радиологија и секако да бидете посрекни кога го работите она што го сакате. Благодарам уште еднаш што бевте дел од Црвена линија. Чао, чао. Секако вас ве очекуваме на 02-307-6677. Темата е што е она што всушност недостасува во македонското здравство, за да се задржат сите млади лекари, кадри кои што интензивно заменуваат. Како можеме да ги задржиме? И секако, доколку имате и некакво инфо во однос на пожарот кој што се случи по Пладнево, слободно споделете со Црвена линија. Но пред тоа имаме гледач. Здраво, здраво. Ало, добар ден. Добар ден. Па видите, на Македонија не е недостатство стручен кадар, таа го има. Него проблемот е што лесно го пуштаме да си оди. А го пуштаме да си оди затоа што ги запослуваме тие лепачите на плакати. Е тука лежи проблемот. Без навреди ве опоменувам на самиот старт, значи некој... Па сакаме да го лоцираме проблемот зошто си одат луѓето, дали ме разбирате? Тоа е проблемот. Затоа што неквалитетниот кадар се запослува од политички причини или од партиски причини, а тие што се квалитетните, кој што кажа докторот, 9-8 да не може да добие вработување, тоа е срамота за државата, ќе ве молам. Так. Значи, проблемот е што тие таквите со високи оценки, ние лесно ги пуштаме да си одат, а го задржуваме тој што утре ќе иде по митинзите. Тоа е основниот проблем, зашто? Или рече, например, земете го сега стопанствениците кога немаат кадар, а владата предлага покачување на минималната плата, тие се бунат за покачување. Па како сакате да го задржите кадарот во државата, ако не сакате да го платите? Ако гледате вести, ќе ви биде јасно дека секако има дефицит на кадри што ги има државата и што можат лесно да се отидат. Пазите, кога дојде време едно Германија да нема готвачи и возачи, што остане за докторите, сакам да ве прашам. Значи, ете како е отворен вентилот на правослукалката да вшмукуе, а ние, нашите стопанственици сакаат да ловат, да извините, на народната со урда. Па не оди така. Ќе мора да го платите човекот, ако сакате да ви остане, ако неки ти оди. Значи, не е проблемот дека ние немаме кадри. Ние имаме кадри. Кога нашите кадри лесно добиваат вработување во Хрватска, во Словенија или на Запад, тоа значи дека се квалитетни. Сега дали ќе ги задржиме, тоа зависи од нас самите. А значи треба се смени политиката на вработување. Значи сите оние што ги викаат србите вуковци, државата треба да им гарантира веднаш вработување после завршување. Сите, да кажеме, студенти со просек над 9,5, таму 9,8. Благодарам многу за вашето јавување. Внимавајте на тајмерот, затоа е објавен 120 секунди за секој кој што сака да го каже својот став во Црвена линија. Така, но имаме уште еден гледач, одма. Одлично. Здраво, здраво. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. 120 секунди за вас. Поздрав до вас, до Демо телевизија и до двајцата водители, прекасај. Благодарам. Јас ви кажам, Источна Македонија е, а со лекари никакви. Ние немаме специјалисти никакви. Ние имаме во Каменица, немаме специјалисти. Во Делчо има една интерниска. Во Беро има, држи и Беро и Делчо, али оваа влада е следа што прави. Па испратите ги на специјализација, дај треба ти доктори. И ќе апелирам до владата и до сите да не се кандидираат гарачалци за доктори. И така немаме доктор. Доктор е доктор. Не може да биде гарачал. Или патерик да биде. Тоа да преченат со тоа. Јас мислам дека мора да тоа да се застане. Доктори да одиваме, а ние што чекаме? Чекаме по 3 месеца ова да најдеме термин. Чекаме. И чекајќи, не бива работа. Јас мислам дека мора да се поде. Ние понапречите ова направихме двојца
специјалисти интернисти. Отидоа. Што предлагате да се задржат младите кадри? Младите лекари? Не може, госпоđо, да задржат. Зашто? Зашто е Баначка планата. Јас се разговарах со еден неролог од Штип, кажува, јас не можам да работам за 25 години. И како не може? Па не ја покача платаме. Не ме лажат. И мислам дека ова треба да се реши. И да се реши за секојаш да не скитаме ние по... 15 секунди. Јас сега бех во болница Каменец, запише на водата на лекар, нема кој да отпише. Па ова не е, да у пандемија да запише на водата на 20 лекари во Македонски Каменец и да не кој да отпише. Благодарам за вашето излагање. 120 секунди помина, а сега ќе ве препуштиме малку на реклами и продолжуваме со денешното издание на Црвена линија. Повторно сте со мене и Тео во Црвена линија. Зборуваме за тоа како Македонија да го задржи стручниот кадар, особено во здравството, бидејќи се поголем одлев на стручен кадар имаме во другите земји. Имаме и гледач на линија. Добар ден. Здраво, здраво. 120 секунди за вас, повелете. Благодаря многу. Единствен начин да се задржи кадарот, особено медицинскиот кадар, ако не со пари, со многу пари. А бидејќи они примаат малку пари, ќе мора државата да добие огромни суми пари. Фамилиарен лекар, било каде додите, западно, не е под 1000 евро. Чист, ослободен од такси, даноци и така натаму. Како мислите возени и останал дека лекар ќе работи за 500 евра, 5 дена во уредовата и едно дежурство или 2 во текот на таа нека. Како да работи лекар со 50 пациенти дневно, да ги прими, еден куп администрација да ви наврши, па тој ќе отиде во Германија, таму се знае на вратата стои список на пациенти, не во Германија, во Канада кои кажа. Список на пациенти кои со денеска ќе бидат примени. Никогаш не се повеќе од 12 до 15. Тој број се пополнени. Готово е. За утре. А што е ова? Во берберница влегува прашувајки, а овдека во матична ординација влегува кога ќе му текне. На што се сведени матичните лекари и сите лекари во државата? Тоа го донесе Груевски, кога рече пациентот пред се. Не. Лекарот е на прво место. И лекарот, ако не е задоволен, вие ќе видите уште помалку задоволен. Ајде, догледам. Доведување. Благодарам за вашето јавување. А имаме и следен гледач, јавувач во Црвена линија. Добар ден. Здраво, здраво. Ало, здраво, Тина, здраво, Тео. Здраво, како сте? Добро, како сте вие двајца? Добри. Одлично. Се надевам дека Дека и вие сте добри? Дека и вие сте добри, оно што е најважно, стартуваат вашите 120 секунди. Повелете. Па, ја да ви кажам најискрено, не сум добра, ради тоа и се баш денеска ми ја погодивте темава. Значи, толку сум стручна за оваа тема да ме оставите 2 сата ќе зборувам и малку ќе ме бидат. Значи, зошто си да заменуваат? Затоа што Тина не се вреднувани, затоа што првиот гледач кој кажа не се битни парите. Битни се како не се битни парите. Значи, знаеш што направи они сега, уместо да ги дадат, да им дадат колку што заслужуваат нормално, нели? Тие им дадат за дежурства и се што се случува, Тина, сите се испотепаат доктори да дежураат, пошто таму веќе дежурството се наплаќа повеќе и сабајле кога ќе отидеш, докторот си заминал до дежурство и ти уствари ќе те прими специјализант. Може би сум ја некој специјален случај што сакам да ме прими доктор специјалиста. Значи, зошто дозволија, уште зборуваме сега уназад многу години, кога се отворија приватните клиники, значи сите доктори си заминаа, зошто? Сигурно не отидоа за лепе очи, него отидоа затоа што некој им понуди убави парички. Значи, знаеш како? Ваму администрација зема големи пари, ваму парламент земаат големи пари, а сега докториве, зошто
па да не земаат докторите? Тука нешто не ми е јасно, значи, зошто тие ни се нас толку потребни, значи не можеме сите ние да одиме приватно така да ја би им забранила на сите тие што се таму што решават да не одат приватно, па да видиш како ќе се загрижат и ќе речат, чека да и обичниот народ треба да се лекува, така да еве праши само ти напраши очни лекар дали има поликлиника негде очни лекар, а некојаш па ја да отворите тема и за мој термин ништо не функционира, значи мој термин не може да функционира со 5 доктори. Така, 120 секунди измина, секако ќе се слушаме во некое наредно издание на Црвена линија. Благодарам уште еднаш што ни се јавивте со Тео. Тина, додека секако во емисија сме тука, ја имам вест. Секако вие може целосно да го видите прилогот, но насловот е на нашата страница Телма телевизија. Пожарот во Скопскиот парк изгаснат и покрај нефункционалните хидранти. Бил зафатен и хотелот Томче Совка. Така, јас себе на самиот старт потенцирав ова денешно издание на Црвена линија. Ако имате некоја информација плюс или сте биле на местото на настанот, ете, така се погодило, слободно јавете се и споделете што имате и на темата пожарот во Скопски парк. Еве, дали имаме гледач да прашаме, бидејќи немаме, може секако да побараме и инсерти. Токму така да видиме. Јас би побарала инсерти за да, нели, ви покажеме и погледнеме како, на пример, изгледа една општа болница во Женева. Во Швајцарија, да. Да, во Швајцарија, со цел, да. Кога ги баравме овие инсерти, мора да потенцирам дека се коментираше гласно, човек едноставно не дај Боже да посака да не му е добро. Се е средено, условите се онакви какви што ги гледате. И сега прашањето дали високите плати се само причина за одливот. Имам друго прашање. Да? Дали ја ме гледаш? Секако дека имаме. Ајде да го слушнеме. Ете, може да го слушаме вашиот став, инспирацијата нека бидат инсертите и 120 секунди за следниот гледач. Повелете. Ало? Да, повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Па вака сега. Јас сум 70 кусур годишен човек. Уште ко дете ги слушав моите родители и баба ми го збореа дека најпочитувани луѓе во време турско, во време на Кралевина Југославија и после војната бил учител, инженер и доктор. Кај нас работите се скроз наскроз превртени. Кај нас најплатен и најпочитуван е политичарот, попот и лоповот. Така да, овие млади луѓе што се иселуваат, колку да се квалитетни, колку да не, тој не може и да поднесе кога некој ќе му биде предпоставен, кој учел можда од овој или му покажувал за време на студии, тој ќе дојде, ќе му каже него што да работи, како да работи, колку да работи и ќе му предуе и плата, ќе го квалификува дали чини или не чини. Инженерите се исто така подценети до немајкаве. Работникот исто така. Сведоци сме кога говорат дека отворил текстилна индустрија. Зел кредит или не им плакал со месеци на работниците и отворил нова фирма, ова е дава у стечај, луѓево без пари, фабриката нов стечај, нови обврски, никој не води сметка. А така секоја втора фирма така прави. Ке земе кредит, никому ништо, никој не одговара. А па гледавме која изнесува ташњата со пари од за случајот рек и сега парите ги нема. А ова е од политичари и лоповите не може квалитетниот човек да опстане. Благодарам многу за вашето јавување, 120 секунди измина, а сега е време да ве подсетиме што вечерва ќе гледате на Телма. Секако во Црвена линија ќе нагласиме дека не треба да го пропуштите вечерашниот филм на Телма, Три бој сино, режиран во 1993 година во Франција. Великанот на источноевропската кинематографија, извонредниот режисер Кшиштоф Кешловски, се вбројува меѓу најгениалните кинематографи на 20 век.
Телма во наредните 3 вечери ќе емитува целата трилогија филмови Три бои сино, сино, бело и црвено, создадена во непокорливиот дух на француското мото слобода, еднаквост и братство. Првиот дел Сино е вечерва на програмата на Телма во 23 часот и 30 минути. А првиот филм во трилогијата ја пренесува првата порака на француското мото слобода, либерте. Во првиот филм актерката Жулиет Бинош ве остава без див, додека ја гледате како се обидува со сите своји сили да расчисти со болното минато и демоните кои ја прогонуваат, очајнички барајќи ја толку посакуваната и недостижна емотивна слобода, затоа што одново да се започне да се живее без сеќавања за ужасната трагедија. Смртта на незиниот сопруг и дете во сообраќајна незгода е скоро невозможно. А Тина, додека сме за што ќе гледаме вечерва, ја само Сега кажам. сме сериозни. Можам да кажам Наркос Мексико да гледате, втора епизода, ја почнав да гледам, многу е добра. А сега што се однесува до одливот на стручниот кадар од Македонија, особено на младите лекари, па и специјалистите. Лекарите се важни за нацијата, се што треба се високи и големи плати. Се едно, добри услови. Не, добри не. Туку одлични услови за специјализација и се што им треба. Здрав народ на прво место во Македонија. Така е, во здраво тело, здрав дух. И тоа би било се од ова денешно издание на Црвена линија, а утре уште една важна тема. Ајде, Тео, ќе кажеш ти? Леле, каква чест. Темата за утре е што најмногу ви смета во кампањите? Многу ветување, многу лаги, црна кампања или нешто четврто? Толку од мене и Тео од Црвена линија, се гледаме утре, бидете повготвени и бидете дел од Црвена линија. Така е. А ве препуштаме на програмата на Телма. Довидување. Чао, чао.